Поздрав и оваа сабота, верувам дека сте на фреквенцијата на телевизија Алфа во исчекување на ова денешно ново издание на Фактор Среќа, поддржано од Државна лотарија, во кое ќе се дружиме со еден лик кој што е добро познат на македонската јавност. Таа е театарска, филмска и телевизиска глумица со одиграни над 60 улоги во својот матичен Кумановски театар и дополнителни 15 на улоги во останатите театарски куќи во земјава. Поводот што е денес наша гостинка е стартот на серијата Утре наутро на режисерот Јани Бојаджи, која ќе започне да се емитува утре вечер на телевизија Алфа со почеток во 20 часот. А токму таа ја игра една од главните женски улоги и во филмот Рано наутро и во ТВ серијата. Кенти Дончевска-Илич денес моја и ваша гостинка во Фактор Среќа. Кети, добре ни дојде. Добре те најдов, Ирина. Фала на убавата најава. Задоволство ми е. Тебе ти е познат амбиентот и пред рефлекторите и пред камерите, така што верувам ќе се чувствуваш пријатно и удобно во нашава телевизија, а ние сите ето со нетрпение го очекуваме стартот на утрешната прва епизода на серијата Рано наутро. И ја би почнала токму од тука. Дали вие актерите чувствувате одредена возбуда пред да се случи премиера на еден филм или на телевизиска серија? Да, секако. Секако верувам дека нашата возбуда е можеби поголема и од онаа на гледачите. Заради тоа што вие сте влегле во еден процес, сте завршиле одредена работа, меѓутоа особено филмот и телевизијата се поинаков медиум на кој што кога ќе се изгасат камерите, вашата работа како актер завршува. Понатаму во продукцијата нели си ја превземаат својата работа, монтажа, режијата и така натаму, и не секогаш до крај знаеме што и како е. За разлика од театар се разбира, затоа што тука некако подобро ги контролираме нештата. Од нас зависи постоењето на сцената и тука сме контролираме. Така што возбудата е голема, како што беше возбудата и за филмот кој што се случи во ноември месец, од кој што јас лично можам да искажам огромно задоволство. Навистина сум среќна и задоволна што бев дел од еден таков проект, од едно такво филмско остварување во кое што го дадов својот максимум, од кој што максимум и самата лично сум задоволна. Секако сум уште повозбудена за серијата, затоа што тука се неколку епизоди, сега па и дома ќе можам да гледам, па ќе можам и да враќам, па ќе можам и така малку покритички да се однесувам кон самата себе. Но секако возбудата постои и јас верувам, како и сите мои колеги кои што беа дел од Утре наутро, од серијата и од филмот, со подеднаква возбуда и нетрпение го очекуваат утрешниот ден. Кога режисерот и сценарист започна со сите вас, Јани Бојаджи, да ја снима серијата, всушност тоа беше почеток на серија, така. Но потоа се роди идејата да се направи игран филм, па да дојде отпосле серијата. Спомена дека минатата година, на 19 ноември, беше премиерата во Синеплекс и помина во многу убава атмосфера. Многу, да. А ти си пред се театарска глумица. Да. Што значи за еден театарски актер да се биде на големото филмско платно или да се учествува во една ТВ серија? Колку е поразличен предизвикот и работата? Па значи многу. Значи многу, најчесто голем дел од колегите тоа го кажуваат и постои како мислење. Филмското платно и телевизијата некако се медиум кој што го забележува тоа и го затвара во времето. И можеш повеќе пати да го гледаш, додека театарот е уметност која што подразбира сега во моментот. Ние многу често знаеме актерите да кажуваме дека без разлика што е оно што ќе го направиме до самата премиера, секоја изведба од премиерата натаму, секоја наредна е различна, затоа што секоја наредна се случува сега и во тој момент. Секако е предизвик, особено што во Македонија не толку многу ние актерите како многубројна фела
имаме толку често можности да бидеме дел од филмското платно. Секако е возбуда, голема одговорност е, подготовките како актер се можеби слични, дури и исти, затоа што нели ние секако кога креираме лик и во театар и за на филмско платно, за нас е едно те исто, но односот е малку поразличен. Филмот, телевизијата бара поинаков пристап, повторување на сцени, па нели по неколку пати, ако се повтори 10-15 пати се повторува сцената, 10-15 пати ти како актер мораш да го повикаш она во себе кое што си го наменил за да можеш одредена сцена да ја истераш до крај. Така што има одредени разлики, но има и безброј сличности. На крајот на криштата акторот е актер и треба да биде подготвен за сите медиуми. Ти беше една од главните женски улоги и во претходната серија на Јани Бојаджи, Бистра вода. И колку сега веќе кога се работи со еден ист тим е полесно? Па, вака, јас со Јани и во театар сум работела. Значи, веќе имам направено 2 театарски представи. Сме соработувале и кога почнуваше циклусот на македонски народни приказни, па и со него, нели, со во комуникација. На Бистра вода веќе никако, како да кажем, јас и тој човек се познаваме. Значи, тој знае што може да очекува од мене, јас знам што тој може да бара од мене како актер. Таа комуникација е многу благодетна, како да речам, и е многу убаво кога имате соработник со кој што се разбирате со многу малку зборови. Така што на Бистра вода, она кое што требаше можеби, што не ни било познато меѓусебно, што сме го востановиле, со утре наутро мислам дека процесот беше уште полесен, затоа што многу малку ни требаше да сватиме, односно јас да сватам како актер во кој правец тој сака ликот мој да го носи, како да се однесува и слично. Серијата Бистра вода, што се емитуваше на телевизија Алфа, беше многу гледана, публиката со задоволство ги следеше сите епизоди. Очекувањата не се ништо помалку и за серијата со која што ќе се дружиме од утре наутро, секоја недела со почеток од 20 часот. И еве малку да ги запознаеме гледачите, оние што не ја гледа премиерата и емитувањето на филмот утре наутро, еден мал вовед. Се работи всушност за една политичка драма, поттикната од инцидентот на 17 април 2017 во Собранието, но сепак Бојаджи приказната ја плете врз база на ликовите, актирите и актирската игра и некако акцент има тука на човечност и на тие човечки судбини со нагласок на женските улоги и женските судбини. Ти си една од носителките на тие судбини. Практично во филмот, и во серијата секако, мислам дека една од иницијалните идеи е случувањата во Собранието, меѓутоа има така уште една идеја, една иницијација по која што се водел Јани, а тоа е една приказна за враќањето на ромите од граница, ако се сеќава јавноста, далечната 2014 ми се чини. И како едно ромско семејство се справува со општествено-политичките состојби во тоа време. И едната и другата случка, состојба, ситуација, предизвик на ова општество се реални и се случиле. И добро е во приказната, односно, она што како сценарист го направил е дека она што се случило на 27-ми се преплетува со приказната на ромското семејство. Ајтен е ликот кој што јас го играм, мајката на младата докторка ромка, која што е предмет на силување од нејзин колега. Ајтен работи кај премиерот, им помага во домашните работи, им ги чува децата и е убедена дека, бидејќи живее во такво семејство кое што е во политичкиот свет, верува дека правдата и за нејзината ќерка ќе биде задоволена и токму заради тоа
ја тера, ја убедува својата ќерка да го даде докторот на суд. Меѓутоа, како што се уште жално ми е да признам дека и денеска се случува истото, односно дека дискриминацијата и тоа како се уште е застапена во нашето општество, незината ќерка ја губи битката, односно нели судиите не пресудуваат во незина полза, туку во полза на докторот. И тие приказни на тие жени, практично на жената на премиерот кој што пребегува, кој што мора да се грижи за своите две деца, кој што две деца сега се на удар на целото општество, тие се малолетни, средношколци се уште. Ајтен се грижи за нив, се грижи и за својата ќерка која исто така е предмет на притисоци, на отфрлања, на неможности од страна на општеството дека можеби ќе се дојде до некаква правда. И да, станува приказната женска, сериозно женска, односно како тие жени се борат со, па би ги нарекла, ветерниците на денешното време во нашата Македонија. За потребите на филмот и на серијата, и ти, и дел од останатите актери требаше да го научите ромскиот јазик и да зборувате на ромски во тек на снимањето. Колку ова беше дополнителен предизвик или товар за уметничкиот израз и како се снајдовте во таа нова улога и нов предизвик? Огромен е предизвикот, затоа што јас сум убедена и за себе така мислам дека на актерот најлесно му е кога се изразува на сопствениот јазик. Но секако е предизвик, и тоа огромен предизвик, да се најдеш во ситуација како актер да можеш да зборуваш на друг јазик, јазик што воопшто не го познаваш. Многумина се уште онака пријатели ме прашуваат, вика као е добро сега научи ромски, многу ми е жал, ама не. Значи научив оноку колку што беше потребно за серијата. Секако имавме помош и поддршка од новинар кој што не учеше ромски, доаѓавме на проби, тоа еден интензивен период беше. Се трудевме да тоа биде колку што е можно подобро. Се надевам дека ромите нема да ни замерат за одредени, не знам, неправилности можеби во јазикот, затоа што ние актерите прво она што е карактеристично е настапуваме најпрво како актери, односно нас ни е важна внатрешната приказна на ликот, што тој чувствува, како емоцијата ќе ја пренесеме на сцена. И кога тоа ќе го надополниме со тук јазик, со јазикот што не е твој, секако представува така една борба самиот со себе си, затоа што ако емоцијата која што ја покажувате е вистинска, како актер секако сакате и она што е зборот да биде вистинскиот, да биде на вистинското место. Беше предизвик, мислам дека добро се справивме со истиот. Јас, Васко и Ирена ја имавме таа задача да учиме. И со нив разговарајќи, имам чувство дека сите тројца заедно сме задоволни од она што сме го постигнале, па ќе видиме. Јас мислам дека ова е одличен вовед во тоа што не очекува од утре и дека публиката веќе ја мотивиравме и инспириравме да седне пред ТВ екранот на фреквенцијата на Алфа и секоја недела во 20 часот да ја следи секоја нова епизода на серијата Утре наутро. Сега ќе те замолам малку да направиме пауза од моабетот, кој секако ќе го продолжиме, за да ја тестираме твојата среќа. Имам Урбан Стил грипки од државна лотарија и ајде да видиме колку денес ќе те служи среќата и дали ќе имаме добитна грепка. Урбан Стил може да донесе парична добивка или екоскутер, електричен, бесшумен, економичен. Ја верувам дека добро би му бил дојден на секого. Ќе ти повели, еве можеш да го земеш ова гребалче и да изгребеме полиња да видиме што ќе добиеш. Ајде.
патем додека гребеш Кети, играш ли повремено игри на среќа, лото, гребки, инстант лозови, дали имаш таква некоја навика, сега или во минатото можеби? Гребки слабо, и во минатото и сега дури. Сум играла лото. Не можам да се пофалам дека сум некој сериозен добитник. Еднаш мислам дека добив 150 денари и нормално истите ги вложив во уште едно коло. Вториот пат не добив ништо и така, едноставно се откажав. Тука 2 пулиња со 10.000 денари гледам, ама 2 со 10, третото не добитна. Кети, жал ми е што гледаш. овој пат немаш повеќе среќа, но затоа нашите пријатели од Државна лотарија ти даваат еден ваков комплет со гребките, па дома, кога си пиеш кафе, ќе гребеш и се надевам дека можеби ќе имаш и некоја поконкретна добивка. Додека пијам кафе, ќе се потрудам, сигурно одеднаш ќе ги изгребам, ќе бидам нетрпелива. Кети, зборувавме во првиот дел за серијата и за филмот Утре наутро. Сега би сакала малку да позборувам и за твојата богата театарска кариера, која што е започната многу одамна и која што главно се одвива во Кумановскиот театар. Иако ти претходно имаш работено и во неколку театарски куќи, се до оној момент кога се запознавте со твојот сопруг и решивте да живеете заедно, па ти замина од големиот град во Куманов. Јас заминав од големиот град најпрво во Прилеп. Дипломирав 94-та година. И најверојатно тоа беа времења кога среќата беше поголема за нас уметниците. Јас дипломирав во јуни, во август веќе бев на работа. И тоа стално го кажувам, особено на помладите колеги кои што нели се прашуваат што со својата иднина како актери, дека навистина имам чувство дека сме живееле во многу посреќно време каде што за 2 месеца сме можеле да веќе да влеземе во работен однос. Тогаш на дипломската представа доаѓа директори од сите театри во Македонија и едноставно си правеа свој собствен кастинг на некој начин и не покануваа да одиме таму. Така што јас кариерата своја започнав во Прилепскиот театар. Пред тоа како студент работев тука неколку представи со театарот Скрп и утеха. И во Прилеп дојде Горан, после година дена се запознавме и од Прилеп потоа се префрли во Куманово. Официјално, значи од 96-та сум во Кумановскиот театар, а во работен однес онака професионално од 97 година. Така што, да, најголемиот дел од својата кариера го помина веќе во Кумановскиот театар, тој се 28, на 29 години работен стаж. Нешто и во Прилепскиот театар, имам гостувано и во Струмичкиот театар, како актер гостин. И можам да се пофалам дека сум играла доста. Едноставно Куманово е помала средина, ние порано правевме и повеќе представи. Односно, Министерството за култура повеќе финансираше во културата, во театрите во внатрешноста, па вадевме по 6 до 7 премиери годишно. Од тие 6 до 7 премиери, ич да не е, во 5 сум играла. Па така можев да ја направам таа една богата актерска кариера, односно можев да се градам, да созревам на сцената како актер, што е голем благодет во нашата професија. Бидејќи твојот сопруг Горан е познато актерско име, беше ли тешко кога отиде во Куманово да прираснеш во Кети Дунчевска или чактерката, не само сопругата на Горан? Имаше ли таков период на адаптирање, на докажување? Да, имаше, затоа што знаете како кога отидов во Куманово, го имаше тоа, нели, ова на Горан жена му, добра, сега она ќе игра во се и се што, сигурно ќе игра во секоја представа и таков тип на коментари кои што едноставно еден период ми представуваа голем терет, затоа што јас не се чувствував така. Јас сепак мислев дека јас сум јас,
без разлика на тоа што сум негова сопруга. Меѓутоа, повеќе од очигледно беше дека требаше да си го изадам својот пат, односно дека треба дополнително да се потрудам, за да покажам и да докажам и на себе си пред се, и на средината дека јас можам да стојам гордо зад своето име и презиме со оно што сум го направила за себе во актерството. Вашите две деца се исто така талентирани. Вашиот син се занимава со актерство. Ќерката одбра да се занимава со ништо друго, иако го носи актерскиот талент во себе. Го носи. Ова многу често сум го кажувала, нема да ја пропуштам приликата си повторно да го кажам. Многу често не прашуваат, добро, сега и Сара беше доста талентирана, зашто она не отиде да студира глума? Ние тројца останатите, нели? Јас, сопругот и синот се зезаме, не ја пуштивме, она е најталентирана, ќе не засени сите нас, поарно нека работи нешто друго. Шалата на страна, кај незе се уште постои порив за актерство. Се надевам дека ќе се пружи прилика, би сакала, за да може да се испроба. И покрај тоа што нели нема завршено школа за актерство. А ние останатите ни останува да ја дадеме поддршка и да се поддржуваме меѓу себе, бидејќи актерско семејство и не е толку лесна работа. Затоа што некој велат добро, да, од една страна е добро заради тоа што имате да разговарате околу нешто, имате да споделувате, ако имате дилема околу некоја улога, да си се обратите еден на друг, без разлика на тоа дека сега синот наш е помлад, па многу често и ние него го прашуваме што мислиш се, јас ова вака да го направам, онака да го направам, почитувајќи го мислењето на сите, но од друга страна пак и понекогаш знае да биде напорно заради тоа што ние не излегуваме од филмот на актерството, некако како влезени сме во таа приказна, но најверојатно ни е убаво и ни одговара, што не се буниме многу и што ми понатаму продолжуваме тоа да го работиме. Кети, сосема за крај, како ја дефинираш среќата и што за тебе е среќа? Среќата ја дефинирам... За мене да си среќен, среќна личност значи да си здрав и да си исполнет. Да си здрав го поврзувам со физичкото здравје, а да си исполнет со душевното. Он, доколку си исполнет внатре, тоа па го потпомага физичкото здравје. И мислам дека тоа се две едни, за мене, совршени состојки, кои што би можеле да го дефинираат рецептот за среќа. Убаво кажано, и тоа кога ќе се надополни дека човек го работи тоа што го сака, како што е твојот случај, затоа што еднаш имаш кажано во едно твое интервју, јас никогаш не реков во животот одам на работа, туку одам на проба. Да. Среќата се надополнува. Ми беше задоволство да те имаме во нашево студио и еве уште еднаш ќе повторам, со задоволство и нетрпение го очекуваме стартот на серијата Утре наутро. Ќе те гледаме секоја недела на ТВ екранот на телевизија Алфа. Фала ви, фала на телевизијата и фала ти, Ирена, на поканата. Кети, ти благодарам многу уште еднаш за одвоеното време и за гостувањето, а на крајот дозволете ми да ве поздравам и вас, посакувајќи ви факторот среќа редовно да ве следи. Имајте убава вечер и не заборавајте утре вечер да го проследите премиерното емитување на првата епизода од новата ТВ серија Утре наутро на телевизија Алфа. Пријатна ноќ.